Си бил еден цар. Еден ден се преправил во старец, а облеката што ја носел била ветва и парталава. Па така царот личел на многу сиромав човек. Сакал да види кој ќе го прибере и кој ќе го дарува, а да не знае дека е цар. Одел така низ еден град, влегол во едно мало и видел голема, многу голема куќа. Тропнал на вратата и излегла домакинката. Ти се молам, господарке, рекол преправениот цар. Прибери ме вечерва кај вас да преноќам. Гладен сум, жеден и многу изморен. Ајде, маре старче, не се шегувај со мене. Спискала богатата жена. Ако те пуштам дома, цела куќа со кал ќе ми ја направиш, згора и вошки ќе ми донесеш. Ти треба да спиеш во некоја плевна, а не во куќа. Ај сега да ти ги видам плеките. Зашто ќе ти го пуштам песот? Ке си одам, господарке, рекол тој, ама барем една чаша вода да ми дадеше. Ајде, излегувај! Врескала таа. Ајде, да си ја заклучам портата. Го извркала, а била многу богата. Да, имала богатство, ама немала добро срце. Не ми се верува. И, видел не видел, преправениот цар си ја наведнал главата и си го продолжил патот. Застанал пред најмалата и најсиромашната кукичка во целото мало. Тропнал на вратата, се појавило едно момче. Царот Просјак го замолил момчето да преноќи кај нив. Момчето, без размислување, милозливо рекло: "Влези, дедо, влези дома. Ке си вечераме што си имаме, а потоа ќе ти наместам да си легнеш, да си ги одмориш старите коски." "Благодарам, момче," рекол царот. "Ти посакувам цел живот да имаш многу пари и да ги пречекуваш и нагостуваш сите што ќе ти тропнат на врата." Царот ги собул валканите опинци и влегол во кукичката. Момчето немало ни храна, а ни дрва за огрев, па отишло кај соседката, богатата домакинка. "Ти се молам, тетко," рекло тоа, "дај ми малку дрва и една шолја чај. Ми дојде еден старец на гости, па немам со што да го пречекам." Ајде! Рекла богатата домакинка. Леп немате, а прибирате гости од улица. Сепак, атер на тоа што биле соседи, таа му дала 2-3 трупчиња дрва и еден чајник со чај од липа. Момчето отишло дома и му рекло на преправениот цар: "Сега ќе запалам оган, а ти напии се од чајчево. Така убаво ќе се стоплиш. Наскоро ќе дојде мајка ми и ќе донесе леп и манџа." Ем воспитано, ем добро момче. А царот, што рекол царот? Царот Просјак се изненадил колку сиромашно било момчето, па го прашал: "Каде работи мајка ти, момче? Зошто сте толку сиромашни?" "Чисти по куќи, дедо, и кога ќе си дојде, носи малку лепче и едно тенџерче со манџа. Амбарите ни се празни и многу тешко живееме." Речи си ни солзи одговорило момчето. "Горе главата, момче," рекол царот. "Ќе дојдат подобри времиња." Царот Просјак си го испил чајот и малку си ги стоплил коските. Набрзо пристигнала мајката. Момчето и раскажало за нивниот гости на таа.
многу се израдувала што некој го посетил нивниот дом. Значи мајката имала добро срце. Да, затоа така го воспитала своето дете. Мајката веднаш го извадила лебот и тенџерчето со манџа, ја поставила масата и сите тројца сладко си вечерале. Ви благодарам што ме пречекавте домакински, ама време е да си тргнам дома. Вака доцна да одиш по патишта, грижливо рекла мајката. Ние со синот ке преспиеме крај огништето, а ти, човеку, ке си легнеш во сопчето. Сега ке ти ја наместам постелата. Така и било. Сите си легнале да спијат. Утредента рано взори, мајката сакала да го разбуди царот Просјак и да му посака среќен пат. Но во собата немало никој. Зачудена, отишла на работа, а кога се вратила дома, застанала со подотворена уста и долго ги триела очите. Голем куп златници сјаеле среде сопчето. Богатството го донеле царевите слуги. Дури тогаш мајката и момчето разбрале дека старецот всушност бил царот. Биле пресрекни. А соседката дзиркала од улицата и се чудела на среќата на ова семејство. Значи, добрината може да ни донесе среќа. Да, може.